Добро вечер, недела 22 часот. Ова е емисијата во Центар, сум ваш Кефтов, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место, зошто? Бидејќи во наредните 50 до 55 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. На ваше барање. Интервју со Гоце Вегета, тоа го најавивме на социјалните мрежи. Човекот кој стана преку ног вистинска звезда, звезда на локалните избори, кандидат за градоначалник на Охрид. Обично никогаш не сме се интересирале кој ќе победи во Охрид, кој е градоначалник во Охрид, меѓутоа овој човек на една телевизиска дебата направи еден таков пресврт, преку ног стана познат, преку ног сите говорат за Гоце Вегета, повеќе од 500-600 луѓе ми напиша на социјалните мрежи да го снимам Гоце Вегета, односно Гоце Цветковски, интервју со Гоце Цветковски. Добар ден. Добар ден. Како сте? Прекрасно. Задоволство ми е што сум тука кај тебе денеска. Сега сте многу популарен. Фала. Сите ве знаат. Да. Патарини плаќате кога доаѓате за Скопје или без пари ве пуштат? Платив патарина, али дечкото ме препозна и ми честита. Рече, ти си ги карал оние таму, браво. Сум ги карал, му викам. На враќање нема да ви наплатат сигурно. Се сите ве доживуваат ко власт, градоначалник и така. Мокно нешто. Далеко сум, јас сум само еден од луѓето што си има мака со системот. И затоа решив да се вклучам во оваа политика. Не отиш имам голема желба да бидам јавна личност или да бидам политичар. Јас сум среќен со резбањето и со веб страните што се ги работкам, ама Добро, Гоце, како ќе се, да речеме, прв пат се појавувате пред публика, пред моја публика, како ќе се представите? Направивте бум на ТВ24, сите зборат за вас, цела недела се збори за вас. Да. Баремено 500-600 луѓе ми се јаве да направиме интервју. Можете ли пола минута да се представите кој е Гоце? Гоце е активист на движење Бојкотирам, кој се наоѓа на листите од ВМРО. ВМРО ни дадоа место на листите нивни за да не мора да собираме овие колку се 2% потписи. Значи вие сте кираџи кај ВМРО. Имаме шанса од тие прекрасни луѓе да учествуваме на овие избори. Во спротивно ние немаше да бидеме тука, че немавте можност да гласате за мене. Арно благодарение на ВМРО ние се наоѓаме на листите под број 26 и сега имате шанса да изберете нешто трето помеѓу овие две зла досега што не владеат. Имате шанса да го изберете подоброто, тоа ви е работа, да го изберете најдоброто на пазарот за ваше добро, што би било демократија во основа. Сега три раци Ванчо Шехтански. Вие трчате на терен, работите, носите гласови, а на крај на годината од буџет ВМРО ќе се добија пари за гласовите. Значи Ванчо Шехтански ептен сега се однесува ко банкар во политиката. Вие изнајмува партијата или ви ги изнајмува печатите и вие треба да му донесете гласови. Јас не се замарам, не сум ни член на партија. А на која партија сте член? Не сум член на партија. На Сојуз на комунисти сте биле? Никогаш. А во некоја друга партија сте биле? Бев во Левица, ама ме замрзнаа во Левица. На колку степени ве замрзна? Помина лето им се јави, Аман што правите лето дојде ќе ме одмрзните, планирате. Ова беше ептен топло лето, 40-42 степени. 2 лета ме замрзна. Пред 2 лета? Така, ради тоа што јас не знам да премолчувам, не знам да не ја зборувам вистината и секогаш стојам во интерес на правдата и вистината. Гоце, зошто ве замрзна у Левица? Има повеќе причини. Види се, Левица ти е уствари конзорциум на 7 души, меѓу кои еден е Апасиев. Тој има само титула на председател. Јас би сакал да биде вистински председател со моќ, али тој е само еден глас од 7-те. Сега таму од тие 7 души, четворица имат ставови што се спротивни на фактите. Значи, не може... Значи, тие се конзорциум. Тоа така мокно звучи сега. Левица се конзорциум на 7 лица. Президиум го вика. Президиум на 7 души, да. Меѓу кои еден е Апасиев. Да имаш уште еден, ке беше ко председателството на СФР Југославија. 8 беа таму? 8 беа, членови на председателството на СФР Овде се 7, значи се гласа со мнозинство. Мене ме замрзна, се најдов со Димитар кај Света Софија Охрид, му викам, Димитар ме замрзна, кај вас, знам ме вика. Сега знам дека тој е немоќен, пошто таму е гласање, се четворица. И зошто ве замрзна? Заради незнаење и непознавање на фактите од историјата наши. Што направивте? Не му дававте Вегета? Не му дававте Вегета? Или не сака Вегета Апасиев? Не. Има контраверзни ставови во врска со Самуил, дека не бил македонец, дека Черноземски бил предавник, дека Сонцево ние сме биле пациенти и јас се побунав и ме замрзнаа по брза постапка во 12:30 вечерта, од тогаш не сум одмрзнат.
Побарав... Значи ги направија Брионски пленум. Значи вие како Александар Ранковиќ што е сменет на Брионски пленум и вие сте по кратка постапка у Левица сменети. Така, ама без разлика, јас побарав помош од нив во Охрид, пошто нема тие кандидат за градоначалник. Да ве поддржат. Така, ако сме заеднички против окупаториве, така би било логично да ми дајте поддршка, пошто нашиот заеднички непријател не прави пријатели, не? Арно досега ни Левица се изјасна за оваа помош, али без разлика, јас вака ќе речам, иако тие не ми дадоа поддршка, вие да им дајте нив, секаде кај што не сме ние на листите, јас кај што не сум да гласате за нив, значи или за некои други што не се СДС ДПМН коалицијата, јас на моите пријатели и на тие што се борат против окупацијава, им ја давам целосна поддршка од мене. И сите што ме почитувате, да гласате за сите оние што не се СДС и ДПМН. Без разлика тие што не ми дава поддршка. Вие сте победник на изборите. Значи во една досадна кампања, да, како што е кампања за локални избори, кај што се збори за асфалт, шахти. Точно. Ки ги брусите овие шахтиве, што ги бруси власта, бидејќи ќе станете градоначалник на Охрид, еве нели велите. Са таму има сигурно. Ова е мојата парола. Ама обратно е, ко на грчки ми така, личи се. Северна. Ко на грчки ми личи на се. мајка ти пишува паролава. Да. Имам друга една мајца иста вака, требаше да имам со неа. Ела избруси ме пишува на мајцата. Така? Да. Некоја албанско знаме, немате некоја друга мајца. Турско знаме. Имам... Во МТВ на пример не ве пуштија пред 2 дена. Така, не ме пуштија вака. Има бара некој кодекс во МТВ и јас за секој случај од другарите земав 3 костуми за таму. Во делцо ти доста. 3 одела во разни бои, пошто ако не можам да влезам онака како што сакам да влезам, кажете ми како, ево златен костум, ево црн, ево плав, одберете еден да се облечам. И тие ви одбра? Не ми дозволија со така casual, со маицава со сонцево под сакото да влезам и да учествувам на дебатата. Гоцеве седна во скут, почнавте оделца да носите машна, ќе почнете да носите. Ми се заканаа со дисквалификација, ако се појаве вака во оригинална верзија на Гоце која брани Македонија, штити Македонија, интересите на Македонија јас ги представувам. Кој ќе дисквалификуваше Гоце? Не знам, ми рекоа дека казни имале таму, не смеело така, тие биле јавен сервис и не смеело да се појавам вака со сонцево наше на мене, не смеело. И жал ми е заради тоа. И вие го прифативте тоа. Морав заради тоа што сакам да допрам до луѓето, иначе го смените, нели го смените името. Нели не прифаќате. Точно. Нели ова е Северна Македонија. Точно. И вие ко Мицкоски не прифаќа Северна Македонија, зема плата од Машински факултет, кој е Машински факултет на Северна Македонија. Единствен начин да се турни оваа дивоградба, што е создадена рожба помеѓу политичките профитери и нарко-мафијата, е однатре. Ние не сме способни за револуција, не сме во опозиција. Значи единствен начин е на избори. Кои се политички профитери? Овие што се во коалиција СДС и ДПН, тие си подава. Тие се во коалиција, така? Па видите, јас гласав за Василевски и овој другиот во Охрид Арнудов и тој таму Муковски. Излезе дека не сум гласал за ВМРО ДПМН, излезе дека сум гласал за СДС. Знаеш како рече Буш, една зебиме, ти си будала. 2 пати зебиме, јас сум будала. Разбираш, нема да дозволам. За ВМРО гласате? Гласав, се надевав дека тие ќе ги заштита македонските интереси. За Крсто Муковски гласате? Да, не знаејќи дека сум гласал за СДС. Значи вие сте сега преку Крсто Муковски дел во процесот на промена на името? Нажалост така излегува, да. И многу други во Македонија, не само јас, не излажаа луѓе. Ние мислевме за ВМРО, гласаме за македонските интереси. Овие нема, проверете во статутот на ДПНЕ, сега нема Република Македонија Васко. Значи 85 члена се таму, ако најдете Република Македонија во статутот од ДПМНЕ, сега проверете на интернет да ме плукнете слободно. Проверив, нема. Добро, Оце. Што сте вие? Македонец. Рековте дека вашите кандидати, едниот треба да попра заби, дека е заболекар, другиот треба да гледа крвни слики. Или треба да гледа крвна слика. Така. Што треба вие да гледате? Или кои се вашите референци? Така, јас... Прво, како се викате и презивате точно, бидејќи ве знаат Гоце Вегета. Така, значи, цел народ ве знае Гоце Вегета. Ова го донесов за тебе, Васко. За мене? Оригинална македонска Вегета. Дај да видиме. Ево, повели. Па не се доаѓа до македонски, кој се празни раце, не се доаѓа до македонски никако. А вие сте ова? Точно јас, тоа е... Како Стево Карапанџа. Оригинал. Така, да знаете. Се јави од Подравка?
Нема подравка, значи целото е покриено, ова е моја вегета, значи македонска. Македонска, ја реков да не е подравка. Так. Вие толку имате направено за популаризација на вегета, што мислам дека ни самата подравка нема направено. Цената скокна, значи процентот ми Акциите скокна. Да. Така, иначе се викам Гоце Цветковски, така учев менеджмент во Америка за менаџирање на работи со Гоце Цветковски со В. Да. Од Охрид сте сигурно? Да. Охригени без вас, Така, во најголем дел. Од кај сте вие родом? Родом од Дебрца, ја потатко од Струмица. Од Струмица? Точно така. Една прекрасна комбинација на... И вие сте сигурни дека нема да продаете име, презиме? Едниот председател беше од Струмица, беше рамковен договор. Премиер имате од Струмица или имаме сега од Струмица, сменето името. Се вие сте трет од Струмица, како ќе го викаме Охрид? Охрид ќе Во се ваш биде мандат. во наше време Охрид. Некој грчко име ќе му дајте? Старото име на Лихнидос, Охрид. некој Лихнидос ќе му дајте. Не, Лихнидион е старото име на... Тоа ќе му го ставите името? Не, Охрид ќе си остане Охрид како што си е. Ардома ќе се вложи во културата, ќе се вложи во фестивали на арт, на храна. Ами нешто ќе работите ли само во фестивали вложувате таму Охрид? А ние сме туристички центар, бисер на Балканот. Охрид треба да биде најпрофитен центар во Македонија. Сите туристи ги избркавте, србите ги степавте таму пред 2 години. Кафето го продавате поскапо, пивото го продавате топло. И како ќе станете центар? Цените се и за нас охриѓани исти, а ние сме таму преку цела година. Охриѓани сака пари да влегува во Охрид. Плюс тоа ги имате Александар Николовски. За жал. Кај може Охрид да трпи така две грандиозни личности ко вас и ко Александар Николовски? Избега Александар од Охрид, сега некаде кандидат онаму Радовиш, мислам дека е, не сум сигурен. Во Радовиш отиде Александар. Така да, Охрид никој не го сака, затоа избега. Толку го сакат Охриѓани. Препозната е корупцијата кај него и немањето на интегритет во тој човек и мислам дека никој во Охрид никогаш повеќе нема да. А кој е наркомафијата? Рековте политичките профитери и наркомафијата. Ами овие што носа со службени возила, кој друг? Имаше сега пред една недела. И сега ако станете градоначалник, така. Со овој Нефи ќе се дружите? Со Нефи да се дружиме. Да. Вака се. Ќе дајте една локација. Една локација Господ да ве види, живот за вас да дојде. Јас вака гледам, Нефи го гледам како бизнисмен човек. Ако работи според законите и стандардите без да ги руши УНЕСКО, да го руши, сите бизнисмени се добре дојдени. И мислите дека Нефи знае за УНЕСКО? Ќе го научиме дека тоа е во интерес на сите нас. На Нефи на вегете му давате. Сега ќе му даеме, ќе се видиме, здравија Господ, значи ама на Нефи ако му даете ама вегета. И неговите деца. Не сум сигурен дека Нефи баш добронамерно ќе прими вегетата. Зошто не јаде вегета? Па не знам, може пости. Верник може да пости, не јади. Ќе го прашам, ако са во секој случај и неговите деца растат тука, грашница и за неговите деца и за нас го загадува езерото. Ме разбираш? Значи депонијата, чадот истиот воздух. Добро, Гоце. Така. Како решите се кандидирате? Како решив? Да, и велите дека сте човек од народот, дека потекнувате од народот, дека скромно живеете, дека имате семејство со 3 деца и така натаму. И се вие се решавате да се бавите со највалканата професија. Точно, јас не сакав политиката. Не сакав да бидам јавна личност, во ова се случи многу на брзина. Жената ви рече боди, бави се со политика. Не. 2-3 стана ќе земе. Од разочараност. Ќе ви име Којвица Коневски. У секоја зграда ќе не вика добар ден комшија, како сте? Јас бев разочаран, како многу други македонци, разочаран длабоко во душа од ова што ни продадоа и знаме. И име, и презиме, и историја, и уште дома да дојда да не избркаме, разбираш? Не може, докај ќе оди ова, езерово го уништија, градов го уништија човек, значи, овие се, мислам дека има надпревар во крадење, таму, тие шода, овие што не владеа до сега, 30 години, кој дојди? Надпревар или договор? Договор, извини, ме коригира, добро, не се надпреварот, тие се договарат. Не е тоа моја трка, јас сакам да биде демократски во интерес на народ. Гледате Гоце што они сака да направат. Значи сака да ве стават во дело, да бидете или тегет или си во дело. Не прифаќам. Да зборите за шахти, за комунални работи, за комунални проблеми, да бидете дел од нив. Видоа тие дека народот почнува да ви верува, дека имате 400 колку таму 500.000 прегледи на социјалните мрежи. Точно. Дека де факто сте победник, без разлика што ќе се случи на локалните избори, вие сте де факто победник. Покажувате дека малиот човек може да го крени својот глас. И тоа на нивни канал. И тие доаѓаат и сега викаат не, сега ќе биш у сиво дело, ќе биш у тегето дело, ќе дојдеш, ќе говори за колектори, за езеро, за тендери, за градинки, така натаму и така натаму. Значи,
Јас отидов Сака да ве 3 скршат. одела. Сака да ве скршат. Точно. Ми поставија услов, значи ќе ме дисквалификова ако не се појавам со casual палто на мене одело. Јас сакав македонците да ме слушнат и го ставив то палтото над ова мајца со сонцево, значи и на жолто-црвено на раката. Значи символиката беше присутна во секој момент. Единствено што немав можност ова знамево да го носам на мене, што не сакам да го слечам. Ова е Што знамето? Ова е нашето единствено македонско знаме. Да знаете, нема друго знаме за Македонија. Ние имаме континуитет на Балканов милениуми и не смееме ни да сменуваме ни име, ни презиме, ни знаме. Види, ова ти да исто како на мајка му во изводот да го избриши името. Човече, овие се за мене, според моје мислење, ме праши еден човек дали се овие канибали што се јада државата, мајката Македонија што не рани сите што не родила, жива дури е, глода на коските дури е жива таја, а таја вика аман прекинете да заздравам, да ве ранам пак сите да се грижам за вас. Овие не прекинува. За жалење се, искрено. И од таа причина, од таа побуда што не можам повеќе да молчам. Разбираш, јас не сакам да сум јавна личност, не сакам сите да ме знаат. Кога се вакциниран сте? Не сум. Не. Некој ќе речеше види вакциниране човеков. Зато вака се понаша. Зато вака се однесува. Пала за кафенце. Значи не сте специјално рековте дека не пиете со шеќер. Да. А баравте брендирано кафе, вие сте веќе фактор, значи мора да е брендирано. Не мора да е брендирано. Само да не е лошо кафето, да е кафе достојно за пиење. Така. Сега кога станете градоначалник некој кафе машинче? Не ќам кафе, сакам обично кафенце вака со варење да е секретарка некоја Мерцедес, Ауди. Не, јас две локации со точак ќе си одам на работа, пошто секако имаме ние многу гужва во централното градско подрачје, нема ни гаражи, ни катни гаражи 30 години, да не влезеш на лето во Охрид во центарот. Ќе заглавиш еден сат не можеш да излезеш однатре. Значи, од немање волја да направат нешто во таа насока. И добро се. Носите тука мајца за Македонија. Точно. Вие сте дел на движење Бойкотира. Точно. Вие најавувате дека ќе вратите името. Точно така. И дека тоа е вашата Тоа е света должност на секој македонец. Да, дека тоа е вашата политика и со таа политика сакате нели граѓаните да гласат да има доверба во вас. Да си врата достоинството, затоа. Како ќе вратите името? Вака, Преспанскиот договор е нелегален, тоа е кривично дело. Значи, ќе си одговара тие што не може да направиш кривично дело, да речеме, не дај Боже да отепаш некого. Правник сте? Не сум правник, ама секој што направил кривично дело, како знаете? Па нели референдумот е задолжителен, а тој пропадна. Овие го направија дека не пропадна. Значи не кажува портирот пресудата, туку судијата. Имаше државна изборна комисија, тој каже дека е неуспешен. Така пропадна референдумот. И што не е јасно тука? Да, во собрание е поминато. 81 гласа крена рака за промена на името. Името не е сменето со референдумот, името е сменето со гласање. Во парламентот за промена на името гласа овие пратеници за кои вие гласавте. Одлука што е донесена така на референдум, индиректно и вие преку Крсто Муковски, така, ама не може Василевски сте гласале за промена на името. Одлука што е донесена со референдум може да се смени само со референдум. Да, ама не е донесена одлука, тоа ви велам јас. Сменето името со гласање во парламентот. Така. Со референдумот не е сменето името. Види. Референдумот може да биде задолжителен или да биде факултативен, знаете они. Во 91 референдумот беше тој, таа одлука со тој референдум може да биде сменета само со референдум, не во собрание. Плюс што е тој Преспански договор се коси со меѓународното право, згора на се. Значи, не смееме да бидеме игнорантни спрема фактите. На војна ќе направите. Војна? Да, како ќе смените име, како ќе вратите назад име, како ќе вратите Преспански рамковен договор. Со непочитување. Со бойкот. Со бойкот? Вие учествувате на избори и вие всушност давате легитимитет. И на променето име, и на договор Преспа, и на договор рамковен и така натаму. За жал, вие во општина Охрид ќе треба па рамковен договор да вработувате албанци. За жал, ние сме под окупација во моментов. Од кого? Од СДС и DPNE. Ние сме под окупација. Зашто ги викате DPNE? Затоа што го избришаа М-то од статутот. Како овој од Интегра, тој DPNE ги вика. Па нема Македонија, Република Македонија луѓе нема во статутот на DPNE, бившото DPMNE. Значи одите сега моментално побарајте статут на веб страна, отворете статутот и 85 члена мислам дека се ако најдете било каде Република Македонија да ме плукате на улица. Гоце. Да. И читавте овие коментари на социјалните мрежи. Да. Еден дел на народот, еден поголем дел, да не речам најголем дел,
браво Гоце Вегета, Ми даваат сила, брато. ви даваат сила и така натаму. Но има еден дел кој вели, види го лудакот, ненормален, облечен како клован, вака ќе речеме. како шарлатан. Како вие ги доживувате тие навреди? Како Вака. вашето семејство ги доживува тие навреди? Според процентот. Значи, од 90, од 100 коментари, 1-2 коментари од такви некои неразумни, јас ги викам. 98 биле вака, овие 20 се поинаку. Кој е тука ненормален? Овие 98 или овие 20? Јас не ги знам тие луѓе, никој од нив не знам. Добро, што не го- ги знаете ни тие што ве фалат, не ги знаете ни тие што Така, брат. арно, ама само 20 ме кудат, а овие 98 или 980. Дури излегоа од ВМРО да помане, рекоа Гоце ќе му дадете 3 чашки раке и избори тоа што треба. Ние кафе ви дававме, раке не даваме, Добро, виски немаме. така. Тоа ќе Бранко Царенковски или ќе Христијан Мицковски. Овде може некој кафе, 3 во 1, кола. Прекрасно е кафенце, фала. Кај вас е кафе без шекер. Да. На Гоце ако му дадете 3 чаши раке, кажа тоа што ќе му кажете да каже или Гоце кажа тоа што го мисли? Вака, вика, порано нашите предци во античко време носеле одлука кога биле пијани, ама ја преиспитувале утрената кога биле трезни. Разбираш, јас не пијам алкохол, се скарав со алкохол пред неколку години и мислам дека кафево е супер. Кој ви текнува со Вегетава, например? Тоа беше Вегета е тука, нели? така. Одев со точакот со колата, усвари бев кај едни пријатели, чукав не орев, пошто сега сезона на орев, помага поревот да го истресиме и на враќање застанав во една продавница да земам леп. Ај вие која пасиев на снимање оите со точак, а вака приватно се движите со кола, така ја пасиев. До Лакочере бев, тоа е сила, не може. Така ја пасиев, оди до собрањето на точак, Низград вамо вози Алфа Ромео. Така, низград сум со точак, а иначе имам еден Форд од 98 година на плин, сега акумулаторот ми цркна пред некој ден, па дојдов со ја позајмив колата од татко ми. И тој има стара некоја кола, ама без разлика, значи друго село ојдов со колата и на враќање застанав леп да купам пред кооперација и таму луѓе што стоја, сега нормално јас се презентирам, јас сум кандидат, вака и вака, ќе одам на дебата. А којш на дебата, вика ево ти Вегета да им даеш таму на тие, со кого си на дебата? Со овие 20. И вика ево ти Вегета да им даеш да замеза со парите што ги лапа. Ваша желба, моја заповед. Ја зедов Вегетата и така и бидна. Ова е барање на охриѓани тие што ја добија Вегетата. Разбираш? Тие бараја, Ја зема Вегетата? не историв пред нив. Таму Да не замезат. истори. Да замезат. Да замезат. Така ми рекоа, да лапнат со пари што лапа, да замезат. И така и бидна. Тоа беше желба на охриѓани. Има туше некоја желба, слободно ми се јавите и таа ќе исполниме. Ако е, се разбира, во интерес на демократијата и... А вие имате некоја желба? Јас дали имам желба? Па имате да станете градоначалник. Не сака, па јас сум среќен да бидам приватна личност, ама заради несесете, заради тоа што мора, Гледам кајче сте возеле. Да. Така се јавивте на едно интервју. така. Дека сте возеле Точно кајче. е, катамаран, тоа е пловен објект, оние правоаголни. Ама изгубив работата затоа што не го тргнав сонцето. Изгубивте работа за кајче. Да, мислам дека сум една од првите жртви заради ова сонце во знамето. Значи, се качи Емануел Жбогар, се качи овој сегашниот градоначалник Константин и уште 12 души. Ги возам на Кеканево, му текна на тој еден таму точко. Дечко вика, ова ја представува Грција, да го тргнеш, вика, сонцето. Мукам, тој може да представува кој сака, јас ја представувам Македонија, чепкање сонцето, чојте пешки. И замолчи, јас седна, се вози ако на бомби васко. Знаеш како, седиш Богар овде, Константин до него, а сонце заднив се вее, забранетиот символ пази. Ги оставив кај пристанище, се истоварија, ми се јавува газдата. Ми викате, молеле од општина да го тргни знамето, не си го тргал. Прво му викам, овој што е некој декоратор, ќе дојде на работно место моје ќе ми декорира. Второ му викам, и тебе ти смета знамето, нема знаме, од утре си бараш друг човек да ти го вози овој катамаранов, зашто разбери ме едно. Парите ида ода, достоинството еднаш ако го загубите, толку е со вас, ќе носите таа тежина до крај на животот. Разбирате? И се попишавте на пописот? Им кажав дека не живеам тука, гостин сум. А како ќе се кандидирате за градоначалник, а не сте се попишале на пописот? И да се попишам и да не се попишам, секако е лажиран. Ќе напише тие секако Добро, што Гоце, сака. например, ако фалат 100, 200, 300 македонци, Така. и албанците поминат, например, поред тие 200, 300, 500 или 2000 македонци. Така се договориле предходно, ние ништо не Не менува. мислите дека толку се интелигентни нашите политичари ќе се договорат предходно за се? Политичка одлука е овој попис. Значи не се попишавте. Никако.
Не се вакциниравте. Никако, тоа е слободен избор вакцината, кој сака нека се вакцинира, кој мисли дека ќе му помогне, нека се вакцинира, кој сака маска да носи и тој нека носи маска. Значи Не носите маска? Само кај што морам. Сега ќе треба да гласате таму, ќе треба маска да ставите. Плюс вака маскиран. Маскиран, два пати маскиран. Два пати маскиран, не може да познае никој. Така. А и вака на Мицковски ми личите, тој истиот став го има. Кој сака нека се вакцинира. Немојте да ме вреѓате, немојте ме молам. Мицковски е не знам, не сварлив за мене. Зашто? Затоа што не покажа кичма, тој да сакаше да има избори во Македонија, ќе излезеше уште пред 2-3 години од собрание и досега ќе имаш избори и куп работи направи човеков, значи премногу се за спомнување и уништи со помош на Зоран Заев, колаборатор на Заев, тој работи за Калето според моје мислење, исто како Заев, тие се заедно. Па нели овој Заев му рече нашите штабови се во координација секој ден. И што поќе сакате? Значи, добро, Гоцен, да. не ви дошол некош Мицковски да го возите во тоа кајчето или катемерино што викате? Ако дојди, да знае ќе му кажам дека денеска не е денот за возење ѓубре. На Мицковски? Нормално. А за овие измислив, мислам, забораев и нив истото ќе им го речев, ама веќе беа качени и му викам наш богар, забележуваш на англиски, you notice, му викам, знамево, и го гледа знамето. Слушам, викам, новото знаме и новото име се политички одлуки од политичари кod тебе, не ја рефлектира волјата на народот и ние како такви ги бойкотираме. Седи, сакате по една ракија? Неќе, добро. Че вие ако станете градоначалник на Охрид, вие ќе бидете дел на естаблишментот. Нема да биде. Дел на луѓето што владеат со Македонија. Ние ќе владееме со Македонија, не со Северна. Па тогаш не знам кај ќе владеете. Во Охрид, Охриѓани. Помина, ја изгласа, ја примија во НАТО. Кривично дело, па да повторам, не, тоа е нелегален чин. Ама вие се исто ко Пасиев. Зошто? Значи, уставен суд ќе ги дајте. Не, ние не Нико Гордана Силјанов, како викаше, работиме таа била Јанус, вакавско. таа била Јанус со две, па добро, Гордана ви беше дел на ова групација, бойкотирам, нели заедно со неа бойкотиравте. Не, точно, не. Таа и Таа произлезе. Шарена беше, не е со нас, никогаш не била Гордана дел од бойкотирам. Беше. Не, Васко грешиш. Таа беше шарена и од шарените јас имам лошо мислење за таа личност, ме разбираш, никогаш не била дел од бойкотирам, јас сум со бойкотирам и А гласате на председателски избори? не за неа. За кого? За Стево? Не за Стево. За албанецот? Не, И за кого? не ојдов. Значи, ме праша дали бевте, вика бев. Нама не на тие избори председателски. Што за кого да гласам? А Тоа исто паре со две страни. И за Ѓорги Иванов гласате? Не знам, одамна беше, може. Гласате 100%. Најверојатно, Чим да. сте гласале за Крсто Муховски, Така, сте гласале? Да, јас бев Ама гледате со договорот на Ѓоргијанов и Зоран Заев дојде на власт. дојде на. Значи да сите за кои вие гласавте Не предадоа. и учествува во носењето на Заев на власт. Не предадоа, значи заедно работа, тоа сакам цело време да ви го кажам. Не изигрува и едните и другите. Сакате гласате за тие, за истите гласате, тие се договара таму и ништа не толча, не бриша, не иселува, не напушта луѓето. Абе види, пола Пописот не напуштиле толку многу. Кој попис бе, Васко? Кој попис? 1.850, 1.860. Еве, на пример, гледате, вие сте биле во печалба, сте студирале тамо, Точно. и сте се вратиле. Да. Значи сте поверувале дека во Македонија има инвестициски бум. И сте дошле во Одеше Македонија. добро тогаш до едно ниво. И сте дошле во Македонија. Така, баш во цутот на груевизмот, што го вика, од 2010-та негде мислам дека се вратив. Да, тогаш имаше и проект 2014-та беше актуелен, се градеше Македонија, имаше инвестиции. Многу луѓе се задоволни од тој период, ама за жал, Вие сте задоволни? јас не како да речам, ако луѓето се среќни околу мене, јас сум среќен за нив. Зашто многу ми на движењето бойкотиран го сметат за блиско на Груевски. Не сме блиско. Дека е рожба на Груевски. Дека со помош на тој процес Груевски успел да се испазари со властите, со Калето, со амбасадата. Па подоцна да ги тргува тие 8 или 10 пратенички гласови, Нивна работа. да го тргува неуспехот на парламент, на референдумот и да може да биде на топол оброк 3 пати на ден или на гулаш во Будимпешта. Дали вие се чувствувате изневерени, изиграни, ако се чувствувате Од Груевски, па, да, сте гласале за него, сте да, дошле во Македонија. Точно, исто и од него. Значи види тој со братучет му, мислам, и други олигарси, гледај што не направија човече. Значи не смееше на времето ако ти текнува да се зборува за Мијалков овдека некој филм имаше таков на луѓе, он беше вау, овај нешто. Мијалков. Беше од големото добро утро, големиот човек. А нема голем човек, да разбериме сите едно нешто, дека
Што ќе правите првите месец дена, првите 5 чекори, кои ќе бидат првите 5 чекори на Гоце кој ќе дојде и стани градоначалник на Охрид? Така, првиот чекор е символиката, значи мора знамето македонско да се веи пред општина. Кој е македонско знаме? Ова знаме, на мене, ова. Колку што јас се сеќавам, Рашела Миздрахи беше сменета од министер за труд и социјална политика. Да, ама јас сум гласан од народот, не може да ме смена мене. Мене народот ме избра, народот може да ме смени. Ако ме избери народот. Ако мисля дека ова за кое што јас стојам и се залагам. Кој е вториот чекор? Вториот чекор, вау, приоритети. Ќе ги разгледаме приоритетите. Кои се приоритетите? Вие ќе ми кажете кои се приоритетите. Дали тој? Ево го праша Перо ми каза. Кои се приоритети у градот? Тој рече прво да види колку пари има, после ќе каже. Да. Значи вие прво пари да видите колку има, после ќе кажете. Мора да знаеме со кој буџет располагаме, колку е задолжена општинава, кој... Гоце, колку се плаќа за една лиценца или за една концесија или за една маркичка, пошто, знаете, толку луѓе од министри или директори на царина сака да се вратат да станат градоначалници. Што значи дека кога ќе бидете градоначалници, вие добро живеете. Што се збори во Охрид? Колку се плаќа за една маркичка? Не знам, ама знам дека има минати градоначалници што потекло на име не им се прави. Имаше еден градоначалник 59 броила има во Евана на негово име. Ако почнал да биде градоначалник имал едно броило. 59. 59. Башка ранч на коњи во Лакочере, башка рибникот во Круше и 2-3 згради во Драч. Во Драч. Што работи овие антикорупцијска, ја појма немам. И во Драч не може да одат. Да, ама овде во Охрид со 59 броила на од бившиот градоначалник, така да не спомнам имиња се зори. Али да не ви стегнете на кривична. Не без разлика можеме името, ова се факти, али што работи овие антикорупцијска, што работа потекло на име од нешто, тие се за украс, мислам, институции така. Како се чувствува македонскиот народ, се што мислите? Разочаран, многу луѓе ми се јавија, вика не планирав да гласам, ама те видов тебе на телевизија и ќе одам да гласам. Јас ви благодарам луѓе на сите, сила ми давате, ми се јавувате по 100-200 луѓе денот и пораки имам безбројни, не можам да стигнам да ви вратам на сите. Ако не ме добиете на телефон, побарајте ме пак, ќе ви се јавам назад јас. Разочарани се Васко, многу се разочарани од ова така наречена политичка елита кај нас, што не сака ни да гласа. А пазите, тој им одговара на овие што не окупира во моментов, зашто нема цензус, како што знаеш. Значи 100 души да излеза, па тие ќе си бида истите на власт. Што значи, ве молам, немојте да им помагате, излезете на гласање, заокружете број 26 и да почнеме да работиме честно и поштено кој што треба, без разлика на религија, на боја на кожа, да дојдете, да го донесите знамето ваше, ќе го обесиме до македонско пред општина Охрид. Така да знаете, немаме ние намера да сегрегираме, да дискриминираме по било кој основ. Тоа знамето на леп се мачка. Ова е рани душата, да, се мачка на леп. Луѓето ќе живеат со знаме. Не, луѓето ќе живеат од инвестиции со Самуел, со приказни. Не, значи вака. Прво и мора да имаме ние суверенитет. Ние сме имале градоначалници, кои го истакнули албанското знаме. Добро. Руфи Османи, покојни Алајдин Демири во Тетово, во Гостивар. Да. И вие се например ако го истакнете, без разлика што сте избрани од народот. Да. Ако го истакнете ова знаме, или знамето од Вергина, или знамето кое е сменето 1900. Од Еге е ова. Вергина е на грчки, Кутлеш е на турски. Знамето од Еге, македонското знаме. Добре, знамето од Еге ќе го речеме. Во моментот кога вие ќе го истакнете тоа знаме, тоа ќе биде во судир со уставот на Република Македонија. Не во судир со Мицковски, не во судир со Заев, не во судир со СДСМ, не во судир со ВМРО-ДПМ или ДПН како го велите. Тоа ќе биде во судир со уставот на Република Македонија. Северна мислиш? Уставот на Република Северна Македонија. Вие се кандидирате на избори согласно тој устав. Мора потпишувате тамо изјава согласно тој устав. Точно. И велите потпишувате изјава за да го рушите тој устав. Но додека го струшите тој устав, мораме да учествуваме. Морате да учествувате. И морате, велите, прав чекор ќе биде знамето. Така, нема друга опција. Другата опција е револуција, не смееме тоа. Тоа е прав чекор, дека ќе оставите знамето, што значи дека вие или ги лажите луѓето, Не ги лажам. Или првиот ваш чекор ќе биде кршење на уставот на државата во кое се кандидирате да бидете градоначалник. Како може два пати да се скрши едно исто нешто? Разбираш, значи еднаш е веќе скршен уставот, со тоа што го скршија уставот. Господине Цетковски. Да. Ако се два пати скршил некој устав или прекршил устав, така, се постојат институции кои тоа треба да го санкционират. Не е точно. Но
Не постојат Тоа институции. вас не ве амнестира ако вие и по трет пат или по четврт го кршите уставот. Така. Бидејќи кршењето на уставот не е колективно, па сите ве судат за една работа, туку ве судат за поединечни акти, за поединечни дела, за поединечни активности и така натаму. Зошто никој не е осуден досега? Ево овие го скршија уставот, никој не е осуден. Вас ќе ви пратат полиција и ќе осимнат знамето. Добро, супер. И вие ќе правите циркус. Нема проблем. И ќе бидете како Јас овие... сум спремен на сите жртви за ова ќе што бидете зборувам. како Змагоје Линчич во Словенија. Било како, ќе биде бидете преседан. Како Иван Пернар, ќе Така, бидете го изфрлан или го влече од парламент, го изфрлан надвор. Мислите дека македонскиот народ има таков менталитет да гласан за луѓе од типот на Иван Пернар, например, или за Воислав Шешел или... Не ме прашал за Шешел. Што мислите за Шешел? Не го познавам човекот, не знам многу за Шешел. Знам дека ние застануваме во одбрана на Македонија, на македонскиот интегритет и достоинство. Ме разбира луѓе, достоинството и честа и суверенитетот нас не треба. Ве разбрахме, тоа го кажавте Да. пет пати, се свртите према камера, кога се разговара со човек се гледа во очи. Проштевај. Како велат, жена се гледа во задник или во цицки, а машко разговарате, гледате во очи. Имате проблем да гледате во очи? Никако. Имате проблем, а не сакате да ве гласат луѓето. Немаме проблем, Васко, да гледаме во очи, да не гледам таму, ќе те гледам тебе. Тој треба и пуга да гледате мене у камерата. Така, добро. Што ти е прашањево? Дали ќе го смениме знамето? Да, ќе го смениме. Дали сум спремен да ги сносам последиците? Да, сум спремен Како да да ги ги сносам. убедите луѓето дека не сте шарлатан? Како? Тоа се обвинувањето. Јас не ги убедувам. Се луѓето. на крај почна да ви поставам се незгодни прашања. Нема Ама незгодни не сакам. прашања, Васко, Кога дојдов- супер се прашања Гоце, до сега. Кога дојдов во емисијата. Така. Значи, кога дојдов во емисијата, 24 часа се убедов Гоце е човек на народот. Така. Нема да му поставаш незгодни прашања. Абе постави се што му испукај. Не, ама не сакам. Како ќе го убедам народот? Дозволи. Јас сакам. Не се ни трудам да го убедам народот. Јас сакам да го охрабрам народот. Ето, да го охрабриш. Да размислува со Така. свој. Па макар и да не се согласувам со него. Воре. Еве и да не се согласувам Ево, со ме вас. праша како планирам да го убедам народот. А да не бидете Руфи Османи. Бранко Царенковски од Дебарца, нели, од село до село сте тамо? Не, тој е од овде од Скопје. Прати- Предците негови биле од Дебарца. Па добро, вашите предци су Струмица, нели, по таткова линија. Добро, да. Да. Значи прати специјалци во Гостивар, тоа е јули месец 1997 година, да го симнат знамето. Добро. И вие ќе оставите знамето и ќе пратат специјалци. Добро. За тоа ли ќе ве гласат вас тамо да правите Вака јас мислам. карамбол во Охрид, да правите циркузи во Охрид или Така. гласа за да направите нешто подобро? Како ќе носите туристи? Еве на пример Грција до пред 2 години масовно за Великден, до пред короната масовно за Великден доаѓа во Охрид. Така. Можеби се македонци кои се асимилирани во Грција, не Секој знам. кој И вие ќе им го ставите знамето од Вергина. И те нема да дојдат. ние имаме суверенитет, имаме право да си ставиме Амбасадор нема да ви дојде, никој нема. И вие што ќе направите од Охрид? така. Вие мислите дека тие нас ни носа инвестиции? Не, тие ни дојдат да се исмејува со нас, да речеме со знамето што ни е наметнато, И Гоце, со кој она ќе- што немаме ние Кој ќе суверенитет. ни даде нас инвестиции? А опа, има многу. Ѓорче Атанасовски? Не. Диаспората која вели, еве ти $1 да се почестиш од мене? Па не се познати македонците дека ќе се вратат, ќе донесат инвестиции. Ќе се вратат. Ако- Ако им обезбедиме ние соодветни услови на И што тие треба наши- да им обезбедиме услови? Тие да вложат $100 и ние да им дајме Не знам дали гледаше, има неповратно $1 милион. Тоа сакат нашите македонци. Не. Има многу, јас пошто живеев во Америка и ми се јави од Австралија, има многу наши од таму што живееле долги години таму и на сите ги боли Македонија, грудката наша и сакаат да си дојдат дома. Јарно, ама и тие што си дошле се рекетирани и тие си бега назад, ме разбираш? Почнеме. Имавте и бугарски туристи. Добро. Потоа на бродот со бугарски. Да, ради непотизам. Го ставија тој што е на капетанија со погрешен факултет, го смена и законот за да го постави тој на капетанија, што му беше братучет на Цветко Гродановски, како да ставите механичар да ти биде доктор. Цветко Грозданов. Да. Подоцна и градски стадион го градеше, нели? Не знам што градел, знам дека бродот потона ради предпријатието вакви работи. и стамбен простор, ако не се лажам. Да. Го смета дека е дел на интелектуалното крило Цветко Грозданов на ВМРО ДПМН. Не смеј сега, да. Да, така нели го смета дека Цветко Грозданов е дел на интелектуалното крило на ВМРО ДПМН во Топо Охрид. сигурно. Да жал. Еви бугарски туристи ќе дојдат тамо. Да. И ќе викаат Самуил е наш. Ево имаме докази, нека си ода во Не, музеј, ќе Ќе отвори дојдат музеј. грците, ќе речат ние него сакаме ова знаме. Добро, Значи нема веќе, значи веќе со два соседи сте скарани. не сме скарани. Не, ако тоа го са. Види, не може никој да ти дојде дома и да те преуредува. Имате претепано до смрт српски турист,
Не ние, тие претходните што не овозможиле услови за луѓето да... И уште не фидам земите да не гради во Охрид, а гради со сите градоначалници. Ги слушавте овие снимки. Зошто да му земиме? На Александар. Бизнисмени се, тие сака да градат, сака да ги вложи парите. Слушавте оние снимки на Александар Николовски. Да. Односно Николовски без В. Да. Веста со В, тој е без В. Така. Што вели не можам. Не Да можам. го направам бидејќи Нефини треба да ни донеси гласови. Точно. Нема да скратиме ние никому да гради и да вложува во Охрид. Посебно не на иселеници наши. Ќе им дајме услови да дојде да донеса нивната пензија од $1000 месечно. Имате затвор во Охрид? Мислам дека има, да. Ќе апсите многу криминалци или немате ингеренција? Кој што се изгрешил, ќе го апси обвинителот, не апсам јас. А со Соки Милевски Кичевецот или Кичевски се знаете? Не. На плажи се цело лето во Охрид. Блазе си му. Другите затвор одат. Ви работи во кампањата? Не го знам човекот. Па од Охрид нели? Не во Кичево, зашто го вика Кичевски? Кичевец Па не. веројатно потекло, вие вас би викале Дебарчанецот или Ја мислев од Кичево дека е. од Охрид. Не го знам човеков, мислам дека тој е таму кај што треба да биде во моментов. Ако е, не знаеме. Така. Во секој случај, тој што крадел, ако се... Пак ја кради. Не, ќе си Тој што одговара. краде, пак ја кради. Ќе си одговара. Значи, ако се работи честно, ќе се види кој крадел, финансиска инспекција, потекло на имот, ќе си одговара тој што си украл. Да. 4 години ако станете граначалник. Така, дај Боже. Кој ќе ве викнам? Да. Кој ќе дојдете во некој Палзилери или Босо дело. Не вака ќе ти дадам пак. Ма добро, вака може да глумите пред избори, ама претходно Цел живот. Има да се намонтирате, има да се дотерате Со шминка. Па има таму на 4 локации да дајте, на 4 маркички. Едно 200-300 илјади евра по маркичка да дојде, то се милион. Така. И сега народот ви избрал. Не бе брат, јас ќе си бидам истиот со точакот. Како викат, маш кој држи до ветување не е маш. Вака, 4 години се. Ние сме гости на овој светов, значи Бог вече, ние дојди и помин, 4 години ќе помина. Што сакаме утре да ме плукаме не по улица, кој овие други ќе ги плука. Ма ќе оите на Флорида, ќе оите во Кај Њујорк. Не, Па вие сте биле една абе јас се вратив од Флорида, од Њујорк, сега па да одам да бегам од браќата, од сограѓаните, па види море човек. Пола фамилија ми се исели, пола другари ми се иселија, треба јас да се иселам, зошо? Ќе се борам за оваа држава за да ја направиме пристојно место за живење. Македонија е богата за сите да ни дај. Проблемот е во распределбата, кому по колку. Разбираш што ти зборам? Значи, едни зема многу, други ич или ништо. За леп мола луѓето на За улица. колку вие работите? Јас ќе работам за 500 евра. Сега во моментот за колку? Сега сум во моментов околу 250 евра. Зависи Како се живее Гоце со 250 евра? да, што побрзо бе Васко, дали сметки, дали пелени, дали така. Морам приватно да си чепкам све што може, јас се работам. И викате не се живее од ова, дај ја политика да почнам да се бавам. Заради тоа мора да почнам се бавам. политика. Платата е поголема. Поголема е платата. Една вегета ќе ми дадат. Така. Ќе јадам, ќе гнетам од државни пари. Не, ова го правам јас за доброто на сите нас, да ни се подобри стандард од животот, не загадија човече, Охрид го уништија, езерово го уништија, купатило цело истаја од езеро. Лудило, нема брод за чистење на езерово. Не е тоа некоја инвестиција страшна, некоја голема, разбираш? Нафта, бензин се тура во студенчишта, во заштитено подрачје, пастрмки се мреста таму во хидробиолошки. Овие бензин носа, нафта носа. Значи, не име гајле, нив име гајле за тендери, да крадат нон-стоп. Гоце, кој најмногу пастранки има во Охрид јаден од ова политичари? Појма, неам, сите и да јада, ама најчесто мислам дека ги лажат, им носат од рибник. Од рибник има се. Не се разбира, така? Абе, лудило, рече, јас ќе не јадам ова, како беше, свињи, ќе јадам пастрмки. Што мислиш, овие свињи ве ги рани исто што ти ги раниш пастрмките, вештачко јадење храна, ме разбираш. Гоце на 17 вечер ќе се слушнеме. Ме интересиран како ќе помините. Ќе победиме. Ќе победите? Сигурно, ми да кажеа музика ми доаѓа од Битола, знаме ми ветија од Охридско, поголемо од ова, и ќе победиме гарант. Охриѓани се разумни луѓе, ја вервам, алудирам на разумот на луѓето. Значи, ако сака луѓе... Значи, музика од Битола. Битола музика ми ветија, сега вчера се јавија. Но многу луѓе ми се јавува, прекрасна енергија. Луѓето го препознава интегритетот што јас им го нудам. Разбираш, не сум фейк, ја не сум шуплив. Јас она што го зборувам, тоа го прам. Давам број телефонски, се јавам на тој број. Секое време, ако не се јавам сега, после ќе ти се јавам. Пиши ми порака, ќе ти вратам. Ако не на Facebook ќе ме најдиш. Разбираш?
нема бегање од муабет. Јас сакам да живеам во Охрид, не само овие 4 години. И 8 години, 10 и дури имам живот да живеам таму, зашто е прекрасен Охрид. Бисер на Балканов. Штета е што го уништува вака човече. Греота е. Овие ни страмни перди има, ништо. И сите го знаа ова, и сите ќута. Не знам ја што е проблемот. Значи, треба некој од странство да дојде кон мене да се влези во политикава за да се крени македонски народ. Ја мислам дека се запали оган ќе гори преку цела Македонија овој оган. Ќе падни како домино, првин ќе падни Охрид Македонија, ќе се врати, после ќе оди Ѓорче Петров кај братов Сашо Панговски. Се крие тамо Сашо Панговски. Поздрав брату Сашо, Ѓорче Петров, најак. Значи Гоце и Ѓорче. Сите. Гоце и Ѓорче. Битола го имам Петар Котевски, 26, секаде кај ќе видите. Значи, Гоце и Ѓорче. Тие го пишува и уставот на Гоце и Ѓорче. Да, на ВМРО го пишува. Дај Боже, дај Боже. Значи, новиот устав ќе ќе пишува. падна како домино сите други. Така се поништува преспански, со непочитување. Грците не го почитуваат, зашто ние да почитуваме нешто што е против меѓународни стандарди, право, се коси со сите можни закони и наши и меѓународни правила. Зошто ние би почитувале такво нешто? Од која мака? То се, па како што реков преска, политички профитери, криминалци. Нема трето. Зато тие го направија то, ради пари. Парите им се на острови таму. Нели Бајден рече, ќе ве стегнам, ќе ве замрзнам ако не играте како што ви свирам. А овие знаат дека не играте, игра, не свиркате, свирка. А па игра. На некој острови ги држат. Парите. Каде? Ма најсигурно е. Нема да ги чува во македонска банка, Најсигурно е ги кради од Македонија. Види, Васковака, порано колонизацијата беше со пушки, англиска империја, така. Сега вика, не пуштаме поќе војници кај вас, ќе поставиме некој корумпиран да ве молзиш. Да траи транзицијава ваша шо подолго. Парите пак ќе дојдат кај нас на островов, пошто нема да ги реди во наша банка пари, ме разбираш, ги носи таму и од таму, пошто тие го има парите негови, му вика коз Бајден што му рече, или ќе играте, или ќе ви ги замрзниме овие парињава кај нас што ви се на островов. Разбираш што ти зборам, така се тие фатени. Загуш. Или играј, или пари што ги украде од твојве, ги немаш. И овие мора да игра. Тие се уценети луѓе, јас не сум уценет од никого, немам шеф над мене, јас и Македонија, за македонците и за сите што живееме тука да ја направиме поубаво место за живење, за децата наши, за екологијата, за сите нас да можеме да бидеме човече, ние му го дадовме името на Европа, сега не можеме европски да живееме. Не, ќе може, имат луѓе, не се сите корумпирани Васко, имат луѓе што се честни, поштени, што ќе работат, такви ќе одбериме. Тој што сгрешил ќе си одговара, тој што си е работник ќе си работи, нема да има бркање од работа, нема да има отпуштање, ќе има доквалификација, преквалификација, специјализација ќе има. Ме разбираш, да се зголеми продуктивноста, да биде Охрид место достојно за живот, не ајде да не зборам, фекали теча по езеро човече, лудило, сите септички јами се навртени таму. Жал. Не може вака да продолжи, не знам до кога планира вака да не газа, да не прави будали, разбираш, нема смисла ова. Нема ни срамни перди, да ти кажеме, гледаш, олигарси, мафија, мислам, дека овие се врзани сите заедно и си носа одлуки како што им одговара нив, дали за патни трошкови, дали за урбанистички планови за олигарсите, не може да гради секој, треба таму да платиш па да градиш. Таква им е шемата нив, тие се корумпирани до коска. 123.000 Ацо Керозин имаше земено, патни трошоци. Ацо Николовски. 123.000 евра за... А вака ќе ми рече, а рамда му се. Тоа е. Оце, фала за вегетава. Фала за кафево? Немавме дома вегета, требаше веро додам. Ки ми се љуте дома, фала за вегетата. Оригинална ти ова васко-македонска вегета. Убава вегета. Прекрасна е вегетата. Тавчорис треба да прамоди вегета во тавчорис? Не знам, не сум поготвењето. Не сте поготвењето. Не сум многу. Ке пробаме, ке ви кажеме. Многу среќа. Фала Васко, Господ здравје да ти дај и да се видиме пак вака. И да бидете глас на народот, без разлика што ќе се случи. Секогаш. Тоа ми беше интенцијата. Така. Мене не ми е битно дали ќе победите или нема да победите во Охрид. Не сум бил 10-15 години во Охрид. Да дојдиш и да не победам, имам кајче, ќе се повозиме, бесплатно. Ке ме истоварите таму езеро. Не, задоволство секогаш да си поправиме муабет. Да бидете глас на народот. Да бидам и сум, јас гледам. Ме препознава народов и ми се јавува. Никој не ги запира нив на улица да се слика со нив. Никој не му се јавува по 200 пати во денот, 200 луѓе во денот да им се јави новија 20 мои против кандидати. Јас имам
Веќе сум победник, се чувствувам победник, човече. Луѓе од цела Македонија, од странство ме бара. Ова што ќе ви пеат од Битола, да не ова Нета Молика. Не знам кој се јави човеков, имале тие музика свиреле. Добре, Нета Молика. Арнама паќе. Не знам сопругата како ќе реагира на тоа, ваша. Ама ако дојде ви пеа Нета Молика, може да биде интересно. Сите ќе се веселиме, сите ќе пееме, дај Боже да има за пеење и да се радвиме на демократијата што ќе ја вратиме и слободата во Охрид. Другото све не газа, не бришат, не сегрегира, не експлоатира ко црви. А не сме ние црви, бре, ние сме луѓе, македонци, треба да правиме добро. Направи добро за да си македонец. Тоа те прави македонец, добрината. Све друго е изрод за мене, берем. Фала многу, со среќа. Здравје да имаш, Васко, фала за поканата. Чест и задоволство. Се гледаме. Се гледаме. Чао. Ови беше емисијата во Центарот со Васко Ефтов. Вечерва интервју со кандидатот за градоначалник на Охрид, популарниот Гоце Цветковски. Ако ви се допадна емисијата, всушност ова емисија посветив на обичните луѓе, на малиот народ. Преку Гоце да прозбори, да проговори малиот народ. Да има можност малиот народ или малиот човек или човекот кој потекнува од народот да каже тоа што го мисли поголемиот дел на народот. Без разлика дали е управо, без разлика дали се согласуваме, без разлика дали имаме исто мислење. Малиот народ, малиот човек има право да го каже својот глас. Па и во емисијата во Центар. Интервју со Гоце Цветковски, ако ви се допадне интервјуто, ново дружен четврток 22 часот. До четврток од 22 часот. Пријатна вечер Македонија, каде и да си.